Како што најавивме, во студиото е присутен колегата Зоран Иванов, со кого ќе разговараме за актуелни теми од македонското секојдневие. Една тема за која мислам дека може компетентно Иванов да говори и за која повеќе информации се собираат во еден подолг период е безбедноста на средношколците, односно на учениците. Македонија е изложена на одредена специјална војна и очигледно безбедносните служби тешко се справуваат со можноста од ваква закана, а од друга страна родителите, наставниот кадар се затечени и едноставно можеби живеат во страф и паника со оправдување. Меѓутоа, да видиме која е перцепцијата на Иванов. Добар ден, господин Иванов. Добар ден и најавата беше благодарам за поканата. Најавата беше на некој начин да ви испровоцирам, да видиме дали всушност ние сме безбедни и покрај тоа што подолго време се случуваат само најави за поставени бомби, а ни една не експлодира. Младеновски, генерално светот веќе не е безбеден, не само ова со случувањата во Украина и со тие премрежија таму и тектонски пореметување на глобален план. Ова е специјална војна. Ова не е работа на поединец или на група мангупи, нели, па сега да, очигледно е организирано. Трае предолго, организирано и тоа добро, организирано добар систем. Не знам дали е тоа Русија или Иран или не знам од каде доаѓаат, може од сателит некаков. Малку се карикирам, но една работа не ми е јасно. Точно е дека сите се вознемирени, дека децата страдаат, дека страдаат родители, баби и дедовци и така натаму. Може ли медиумски или како експерт по медиумите да се исто така вознемирени, сите сме вознемирени, но ние сме во војна практично. Значи и ова е интернетот е војна и ние сме во војна. И сега треба да се бараат најрационални решенија. Мислам дека ова последниот потек е задоснет, но е прилично добар во однос да не се крева многу галама, да се обезбеди физичка присуство во училиштата. Сега и тука има реакции, ама додека полицијата прегледува децата, не можат ни во тоалет да одат и така натаму. Сите ќе мора малку да се да се прилагодиме на условите. Затоа што отпорите од дома да не се учи, од една страна, од друга страна, зошто доаѓа толку полиција па проверува? Значи ние сами како родители и треба да се запрашаме што е најдобро во дадениот момент. Гледам дека и политичките партии знаат да забележат дека полицијата не е ефикасна, но ако па те имаат кадри што на времето ги примиле, аз мисля дека се по-ефектни за таа работа, и нека ги пуштат, нека помогнат на полицијата, ако се надвор од тие органи истражни, да се најдат сторители. Не е тоа така лесно. Пред некој ден Фокус ми се чини објави дека во Јапонија 130 школи минатиот месец или предминатиот биле затворени поради сајбер напади. Исти слични вакви. Ги има во Босна, ги има во Србија. Македонија од моментот кога влезе во НАТО, таа стана една држава и прати порака дека е сега од другата страна на барикадата. Сега дали е тоа таму оваа теза или е некоја друга, не знам. Нели ќе покаже времето на крај, но фактички дека ова е една војна во која ни страдаат за жал најмалите. Но само што ќе констатираме и ќе кукаме дека ова не е добро, дека психички влијае, не помага. Значи треба сите да бидеме солидарни и да видиме кои се најрационалните решенија, најмалку да трпат децата психички, најмалку да трпи образованието, малку нека се окуражат наставниците, професорите да влезат во таа положба и на родителите. Не може пуште ги деца да си одат, нека ги фатат за рака, нека ги однесат во музеј тој ден. Зошто мора да ги викаат бабите и дедовците? Сакам да кажам малку наставниците нека се нагрбат. Да најдат решение кое што ќе го исполнат денот со војна. Што да речат деца во Украина? Сега малку ја паралелата можеби не е соодветна, меѓутоа не е воопшто соедна, или што да речат во Сирија или од земјотресот во Турција. Значи ние сме во воредна состојба со толку наплив. Вие да добиете, не знам, 100 мела денеска, од кои треба 30 училишта или установи или 50 во еден ден имаше да ги прегледате. Па тоа капацитет. Иванов, вие разбрав поентата точно. Со таквиот приод ќе се заштитува или се намалува можната фрустрација и страв кај тие деца. Затоа што во самиот чин кога ќе им кажете излезете за потенцијална бомба. Значи дали не разбираат погрешно наставниците, има и други методи. Нека ги однесат на школка овие од Скопје во парк. Нека прозборат малку за филозофија, не мора за математика, за било што, нека раскажуваат приказни помалите. Сега еве времето кое е добро. Не мора да ги праќате дома. Искористите, вие сте на час. Часот преместете, нешто направете за деца да се почувствуваат сигурни со своите наставници. Во таа смисла, таму каде што е тоа можно се разбира. Так. Зашто вие забележите една работа. Еве еден колега добро забележа пред некој ден во јавен настап. Бомбите се концентрирани во Скопје и откако украински конзулат се отвори во Прилеп, почна и во Прилеп да стигнуваат мелови.
ја точно знам на што алудира тој, точно знаат и гледачите сега на што јас алудирам, не мора да е така. Но да видиме, ќе покаже Претпоставувам времето. дека нема да престанат овие закани. Дали може да очекуваме, да речеме, безбедносните служби да најдат начин како да го блокираат сигналот или пораката да не стигнува? Не знам, за тоа навистина има експерти, за таа работа треба тие тоа да го кажат. Добро. Јас еднаш вака во еден настап деновиве пред известно време кога почне бомбите се пошегува нека ги исклучат мейловите, нека може да стигнуваат. На тоа мислев и јас. Знам, ние сите имаме вака идеи, но јас верувам во институциите дека има луѓе кои се образовани за ова, кои се стручници, кои точно знаат што може да се случи, а што да не се случи. Тие треба да ги даваат тие предлози. Нас не останува да компарираме, да кажеме дека во некои други земји подобро се справуваат поради тоа што се поумешни, имаат подобар кадар или не знам подобра техника. Но како и да е, мислам дека предоцна ги донесе овие мерки, сега што се. Така е. Мислам дека тоа малку ќе ги демотивира овие актерите што прават? Што предизвикуваат немир со мейловите. Да видиме, ќе покаже пак. Нова тема која е суштинска од аспект на функционирањето на државата. Практично Република Македонија направи нова влада, реконструкција, промена на неколку министри, заменици и слично, се во контекст веројатно на создавање парламентарно мнозинство за доаѓање до точката за уставни измени. Двете прашања. Мислите ли дека е добар начинот и изборот влада да се менува на една година пред избори и очекувате ли политиката на оваа влада дека ќе дојде до толку пожелното двотретинско мнозинство? Пред една година сигурно дека не е добро, но нуждата не бира средства, нели? Но јас застапувам тезата дека ова е промена на владата и влегувањето на алијанса во владиното мнозинство, дека е направено само поради владиното мнозинство, а не поради потребата од мнозинство за уставните промени. И сега се покажува колку повеќе се радикализира состојбите во ДУИ со така наречената огнена група која мислам дека веќе почнува директно, па дури и со некој вид навреди спрема неприкосновениот, нели, Али Ахмети, да го нарекува меѓути како го нарече старото момче, нели, сепак е му праќа порака дека доаѓаме ние уште сме силни и така натаму. Но неговото враќање Бујар Османи да го стави координатор без никого да праша, нели? Едноставно им праќа порака на огнените дека тој раскол таму во ДУИ веќе е дојден до, како велат она, до крајни граници и дека тоа ќе ескалира со нешто. И мислам дека на време Али Ахмети предвидел овие немирните со внесување на алијансата практично обезбедено е мнозинство, макар и со 61 пратени како претходно, до наредните редовни избори 24 година. Ако добро ве разбрав, Ахмети проценил дека неговите нема да гласат. Ахмети и Ковачевски веројатно заедно процениле дека алијанса им е спасот да остане владата, нели, до избори. Мнозинството до новите до редовните избори. Ако тоа то така го испланирале, го направиле гениално. Но што сега се очекува во ДУИ? Мислам дека ќе одат, битката ќе се разгорува и ќе одат до крај, од дојдење судирот внатре партиски до степен да нема враќање назад, дека некој мора да биде поразен, некој мора да биде победник. Очекувам дека Али Ахмети се уште го држи теренот, иако се повеќе симпатизери на огнените доаѓаат на нивните собери и тоа на исти локации каде што ги држи ДУИ и ДУИ држи таму каде што огнените, кога велам ДУИ мислам на групата на Али Ахмети, на партијата. Мислам дека на крај ќе се случи судир во стилот на Љупчо Георгиевски и Никола Груевски на времето во Панорама, дека огнените ќе мора да отстапат, дека ДУИ ќе излезе многу ослабен, но сепак ќе остане интегрална партија. Мислам дека таква разврска очекувам. Го обезбедија мнозинството за опстанок на владата до наредните избори. Така што тоа е тоа. Иако можно е сепак да има некои предвремени избори, некој компромис со ВМРО-ДПМН да се најде околу уставните промени, но ако тоа не е тема, не би сакал сега да... Не, јас сакам само да се задржиме на овој дел во контекст на вчерашниот настан, иако не гледам што би можеле ние двајца да коментираме.
а тоа е убиството во Скопска чаршија. Има ли тука простор за шпекулации во однос на овој политички контекст што го објаснивте? Мислам не. Не, Иако кога велам дека судирот во Дуи може да биде опасен и може да ескалира со судир на терен. Но овој случај од вчера не го вставате во контекстот. Мислам дека тоа класична мафијашка пресметка, дали е дрога во прашање, оружје или што друго. Да не му придаваме политичко значење во никаква смисла. Значење со оглед на бекграундот на актерите, на настраданите, на актерите кои класична пресметка. Жално е што се случува тука во центарот на Скопје. Ние сепак сакаме како граѓани да живееме безбедно. Ако се вратиме на политичката сцена, можење некаков компромис околу уставните промени. Македонија треба да почне да чекори на европскиот пат, таа е само згазната. Јас се прашувам, вака гласно размислувам, дали е можно иницијативата, тоа треба вие сега активните новинари да го истражите повеќе, дали иницијативата за амнестија на актерите од 27 април може да биде преговарачки и тој мотив на ВМРО-ДПМН да собере некакви поени, а со тоа поени би собрали СДСМ во крајна линија, иако многу цврсто излегоа на почетокот дека на иницијативата дека ја одбиваат априори затоа што со тоа се руши поредокот и така натаму, но ако се бара компромис меѓу власта и опозицијата, а ние амнестија имавме и пред тоа. Да. Дали може и тие поминуваа со дел од незадоволство од македонската јавност, со дел од задоволство, но можно е ова да се случи и нека пробаат. Дали тогаш критичката јавност или оние кои не се приврзаници на двете партии, а тој број во општеството претпоставувам не е ни мал, ова можна разврска на уставните измени со попуштање во аболицијата и влијание врз судската власт и ќе речат повторно големите партии се договорија. Или Македонија секогаш кога со примерот од Преспанскиот точно ние го урнисавме правниот поредок кој така ни беше настаклени, но се таму почнавме да окреваме. Со Преспанскиот го урнисавме до крај со тоа купување, условно да речем, на тие 8 гласа и со тоа пазарење. Но кога еволуцијата не функционира, јас сум застапник на револуцијата. Ке почнеме пак да го креваме правниот поредок, камо среќа да застанеме на европскиот пат, да тргнеме, зашто тој ќе ни помогне да се рехабилитираме во правниот поредок, зашто сега не 4, еве 8% нека е довербата, тоа е никаква доверба во судството. Да, најниска од сите институции. Што да браниме? Кој правен поредок? Кој правен поредок? Сега ќе ме разбере некој погрешно дека ја заговарам хаос, нели? Не, далеко од тоа. Но сега да кажам дека компромисот е нужен сега, како што направивме компромис со Вашингтон, со Брисел, со Париз, со рамката француска што ја велиме, со Софија направивме компромис, барем, нели да се прифати рамката, не таа од А што ја отфрливме, ова е под Б, со варијантата историските прашања и јазикот да не бидат дел од преговарачкиот процес. Ние сме сега соочени со дали да чекориме по европскиот пат, сега сме соочени со внатрешна рампа. Сега ние сами во Македонија си ставаме оков да не можеме да исчекориме на европскиот пат. Тоа е, нели, ВМРО-ДПМН и мислам дека тука СДСМ треба да биде поагилен малку, ако му е важен европскиот пат, а му е важен, не поради партијата, поради државата, барем така се декларираат, мислам дека мора да најдат начин да го доброволјат ВМРО-ДПМН ако треба и 3 месеци или 6 месеци, дори порано избори. Ако е тоа клучот, Македонија сепак заедно со Албанија да почне да чекорат. Во јавноста не еднаш сте излегле со критички основа за политиката на Бугарија спрема Македонија, што тоа најде на позитивен одек во македонската јавност, а очигледно бугарската политика или бугарските политичари не беа задоволни. Моето прашање до вас се однесува на овие односи меѓу Македонија и Бугарија во контекст на измените во Уставот, во кои една група се залага сепак тие да влезат во Уставот со образложение дека влезот на бугарите во Уставот значи по автоматизам нивни пораз или признавање на македонската нација. А втората група оди со тезата дека влезот на бугарите со наводно создавање на македонската држава е неточен историски факт и е попуштање. Може ли коментар вовдека да се најде? Славе, темата е за 19 век, не е за 21. И мислам дека премногу се политизира и во Бугарија, и во Софија, и во Скопје, темата околу идентитетот и така натаму. Но факт е, тврдам, дека бугарската политичка елита
која застапува негирање на македонската нација, нели? Или почеток на нацијата од 44-та, одаснам наваму. Но и бугарската историографија се пред историски пораз на тезата на негирање на нешто што не се негира. И тие сега се соочени со тоа. Како да се излечат од таа француската идеолошка дипломатија така ги смести заедно со нас да не стави на европската маса што овде некој или не го гледа или не сака да го видат. Јас тврдам и од почеток тврдев, после првата рамка што ние ја отфрливме, македонската влада ја отфрли, или втората рамка што ја понуди Франција, каде што јазикот и историските прашања не се дел од преговарачкиот процес, туку еднаш годишно треба да се реферира на тие теми, но сега ние преговорите со Бугарија или овие проблеми што ги имаме, ќе ги водиме во присуство на уште 25 земји членки на Европската унија, значи пред сведоци. Ако останевме надвор од рамката, ќе бевме сами со Софија, која е прво членка на Обединените нации, постара држава, постара дипломатија, постара наука, документи од времето кога биле овде администратори, окупатори, како сака неке и наречат. Дали Гоце бил македонец или бил бугарин, или го запишале во основното училиште, ирелевантно. Тоа не е тема за овој век и не е тема за расправа. Тоа е прашање за татко му Никола и за мајка му Сирма. Значи тие нека султана, нека кажат како македонскиот народ ќе си го прифати Гоце како или Чирил Самуил и така натаму. Тие теми се смешни воопшто во ова време за Европа и не случајно Европа на Софија, политичка актуелна Софија, и кажа тоа не се прашања за Европа, па го сврте на човекови права за бугарите во Македонија. Бугарското малцинство во Македонија да влезат во устав. Ако ние имаме толку набележени етнички заедници, зошто да не влезат и тие луѓе што се чувствуваат како бугари, што се бугари, нели? Јас не го љубам тој термин македонски бугарин, како да има канадски бугари или македонски, не знам, македонец. Бугарин си бугарин. Или си бугарин или не си бугарин. Луѓето, ако се декларира дека се бугари, а ги има 1500 и колку 4 на пописот, зошто да не влезат? Во уставот нека влезат. Точно е можда тезата некој што тврда дека еве со тоа конечно и Бугарија призна дека има и друг некој народ, бидејќи во нашиот устав пишува Македонија држава на македонскиот народ и на делови на бла 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 народи на тоа. И за крај на овој разговор сакам едно заокружување на оваа тема. Очекувате ли како аналитичар и како лице кое ја следи политиката дека сепак ќе дојде до уставните измени пред изборите? Со оглед дека Мицковски како лидер на опозицијата, барем така беше објавено од страна на политички личности на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дека ветувал кај амбасадите, доколку победи на изборите ќе Многу спинови се пуштат, не може човек да ги фати конците. Не сум близок со ниједна политичка партија за да добиете внатрешни информации, така. Информација. Но сакам да верувам дека може во еден пакет, она што и претходно го зборувавме, на договор меѓу власта и опозицијата, договор за уставните промени, за влегување на бугарите во устав, или она што вели опозицијата треба да се иде на избори, па изборите ќе покажат кој, бидејќи владата не била надлежна. Владата добила преку собранието мандат и таа е надлежна, бидејќи ниедна влада не гледа на грачиња да може да знаел однапред дека Софија нели ќе го истакне прашањето на бугарите во устав за почеток на преговорите. Не можел никој да сонува. Сега ние такви проблеми во еден мандат од 4 години може на секој 6 месеци да се јавуваат. Ки правиме избори на секој 6 месеци или референдуми. Значи сакам да кажам дека можење компромис во еден ден на една собраниска седница, ако се договорат главните политички играчи во Македонија актуелни, да донесат и датум за избори и промена на уставот, и ако треба ако амнестијата нешто помогне, нели за 20 помина прилично време, иако не сме да се оправда таков чин и така натаму. Можно е решение за заедно ноември, септември, октомври, ноември, кога треба да заврши скринингот, да почнеме со Албанија да чекориме по европскиот пат. Сега слушам се спорат ВМРО и СДСМ дали се почнат или не се почнат преговорите. Точно ние застанавме на европскиот пат, преговорите ќе почнат кога ќе заврши скринингот. До тогаш имаме време да ја завршиме обврската што сме презеле пред Европската унија. Благодарам господин Иванов за ова гостување. Секако актуелната политичка сцена во Македонија ќе биде и натаму во жижата на нашето интересирање и во фокусот. Се надевам дека со задоволство ќе ја прифатите и нашата следна покана доколку се Ако повторно ме условите со господин, да, со задоволство ќе прифатам. Ова ретко ми се случува.